Со палењето на коледарските огнови во сите мала и населби започнаа подготовките за големиот христијански празник Божик. Луѓето вечерва се собираат и заедно го бираат новиот врнитарски кум. Се верува дека кумот и неговото семејство цела година ќе ги прати среќа и благосостојба. Традиционално покрај коледарскиот оган се мести постна трпеза и се наздравува со топла ракија. Да се бие кум, треба да се гордеш. Да биеш горда со тоа сум кум. И така. Се случија ли убави работи во измината? Многу. Ја работи побо заедно. Се наздравуваме за добро, за среќа, за арно, за берекет на годината. Дружењето да бидат, да има мир, слога меѓу народот. И дружењето е основно. Како да кажам, христијанството е дава сила и нас и на децата. И покрај масовната прослава, црквата е на став дека палењето на коледарските огнови е пагански обичај. Утре е бадник, уште рано са бајлето децата пеејќи коледарски песни ќе затропаат на вратите. Децата ги символизираат ангелите кои ја носат радосната вест дека Христос се роди. Домаќинките ќе ги почастат со ореви, бадеми, костени, јаболко, некоја бомбона и по некоја паричка. Утре вечер пак целото семејство се собира покрај богатата, но постна трпеза. Се крши лепче со паричка, оној на кој ќе му падне паричката ќе го следи среќа во текот на целата година. Со тоа завршуваат 6-неделните пости и започнува прославата на Божик или на раѓањето Христово.